Македонци еднакво на македонијани. И покрај сета симпатија кон грците, во спорот со македонците тие се разбира немаат право. Побарувањето на Грција имаат пред се комерцијална природа. Сета работа е во парите, во конкуренцијата за доходовниот туристички бренд. Сепак, татковината на Александар Македонски е скап бренд, скапо име. Политичка закана за грците денешна Македонија не представува, дотолку повеќе што Македонија се откажа од сите возможни претензии кон областите кои и беа отстранети, ампутирани од неа од страна на Грција и Бугарија. Историските побарувања на денешна Грција во исто време насочени кон македонското и кон грчкото наследство се нелогични. Македонија влегувала во елинистичкиот, тоест елинизираниот свет, но не и во Елада. На протежение низ целата класична античност, елините ги третирале македонијаните како варвари или полузверови. Кога Македонија ќе зајакнела, тие постојано правеле интриги, војувале против неа, за да на крајот од краиштата, точно поради тоа непријателство, целиот регион не потпаднал под рацете на римјаните. Во следната империјална историја Ахеја и Македонија биле разни провинции, при што Тесалија и Халкидик биле во состав на Македонија. Според крвта, денешните македонци се исто толку законски наследници на претходните жители во овие простори, колку што се и денешните грци. За тоа говори и нивната типично средоземноморска надворешност. А зборува и статистиката по генетските хаплогрупи. Славенската колонизација на тие краишта не била проследена со зачистување на населението, што значи дека луѓето слободно се мешале. Жени и деца славјаните не убивале. Истото тоа се случувало и во Грција. Славјанската колонизација го допрела целиот Балкански полуостров, вклучувајќи го и Пелопонес. Разликата меѓу Грција и останатите балкански земји е само во тоа што тие задржале приврзаноста кон древниот свој јазик, а од другите околни места луѓето предпочитале да се служат со поудобните и благозвучни славјански јазици. Но на планот на генофондот, например, србите, тие се на 50 до 70% повторно истите тие илири, како што бугарите се тракици или македонците македонијани. Според надворешните признаци, без посебна подготовка, речиси е невозможно да се направи разлика меѓу македонец и грк. Анализите направени според Y хромозомот, тоест хаплогрупи кои го определуваат потеклото по татковска линија, во исто време ја потврдуваат и балканската автохтоност на македонците. Ариевската, така наречена хаплогрупа, R1A, која е типична за славјаните, кај континенталните грци изнесува од 11% до 15,6%, кај македонците 15,2%. За споредба, кај западните славјани, например, кај пољаците изнесува 56,4%. Кај источните славјани, русите, изнесува од 47 до 59%. Источно, средноморската, тоест минојска хаплогрупа G, кај континенталните грци е застапена од 6,5 до 19,9%. Кај грците критјани, дотаму словените не се добрале, изнесува 38,9%, а кај македонците 6,3%. За споредба, кај пољаците изнесува 1%.
Јужноевропската хаплогрупа LB, присутна кај дославјанското население на Балканот, кај континенталните грци изнесува 13,8 до 19,5%, кај македонците 29%. За споредба, кај албанците, кои ги сметаат за чисти наследници на древните илири, изнесува 23,6%. Афроазиската хаплогрупа Е, кај континенталните грци е 20,8 до 31,6%, кај македонците 24%. За споредба, кај пољаците изнесува 4%, а кај русите 6%, кај ашкеназите 22,8%, а кај сомалиците дури 83%. Не е тешко да се забележи дека основната разлика меѓу грците и македонците се гледа не по хаплогрупата R1A, која новие простори ја донесле и ја засилиле славјаните, туку во автохтоните за јужниот дел на Балканскиот полуостров хаплогрупи G и LB. Тоест, кај грците почесто е застапена така наречената минерска хаплогрупа, а кај македонците LB групата, која е карактеристична за дославјанските балкански народи. И уште кај грците почесто е така наречената афроазиска хаплогрупа Е.